тема која што ни е следна. Да, апропо за смењето како лек, еве започнуваме уште една наша епизода на Утринска на Телма. Така што ги слушаме овој пат вашите одговори. Марија беше низ некои скопски улици и булевари, па ве праша вам, наши македонски сограѓани, всушност еве темата. Дали сметате дека смењето позитивно влие на здравјето, па така што Радмила и Никола ќе ги слушнете одговорите сите заеднички, односно вашите одговори, да започнеме и утринската тема на овој начин. Да видиме колку често се смеат оние кои што Марија ги сретна, дали да искрени одговори, што всушност за нив представува токму насмевката и смењето. Дали сметате дека смењето влие позитивно врз нашето здравје и колку често вие се смеете? Една насмевка го продолжува животот за еден ден. Тоа е уште повеќе него што мислите да влие. Се смеам. Повеќе правам смешки него што се смеам. Можда. Вие често се смеете во текот на денот? Не често, зависи. Утиче, да, точно. Колку често вие се смеете во текот на денот? Зависи, еднаш, два пати да ги се насмеам. Зависи од потреба, како да ти кажам. Значи сметате дека и хуморот има позитивно влијание? Па и хуморот, да. И сам имам внучи, имам едно, тоа ако ме насмее, што да ти кажам, не да те насмее, него цел ден да се смееш. Нормално. Колку се смееш, толку е подобро. Значи смеењето е за расположение и Смењето е половина здравје. така е. Интересни одговори, да, ако веќе се споминаа децата или внучињата, дечињата, се разбира дека децата се оние кои што можат меѓу другото и најмногу да не насмеат, но и децата се оние кои што најмногу се смеат. Статистиката вели 300 пати дневно се смеат дечињата, додека возрастните многу повеќе. Затоа експертите сметаат дека токму тука и ја губиме мокта на нашата најдобра терапија. Па чинам дека всушност секој пат го носиме тој момент во која животна доба и да се наоѓаш, не го губи детето. Мислам, веројатно и тоа некако ќе го метафорично ќе го кажеме. Откако почнавме со утринската, во добро душтво секој пат те носиме и на различни теми, комбинацијата ни е таа. Радмила Живани во случајот со нашиот Никола. Супер. Така што мислам дека ова ќе биде соодветна комбинација за да го започнеме јануарскиот период, ако веќе говориме за нова табула раса, за нови резолуции, бидејќи се популарни на vision board, нели? Да. Што сакаме да ги направиме, еве да започнеме од тука. Како да си придонесеме? Претпоставам дека некои работи што ги слушнавме од нашите граѓани ги имаме во секојдневието. И вистина тоа е Джокер плюс за побав ден. Да, и сакаме да слушнеме и од психолошки аспект, но и од човек кој што личност кој што некако го разбира, го практикува хуморот и најчесто со цел да ги насмее другите. Ево официјално Радмила Живановиќ, психолог, и Никола Поповиќ Ниџо, кој што веќе е познат, се разбира на сите оние кои што сакаат да се смеат и се делат неговите стендапи, и тоа ќе најавиме во продолжение. Пред се добро утро, добро ни дојдовте. Не сме се виделе во новата 2026, и среќни празници потем. И се најубава. Фала. Среќни празници. Исто. Благодариме. Ивана кажа околу дечињата, колку рече статистички? Статистиката или информацијата како интересен факт постои дека 300 пати дневно се смеат дечињата. Особено велат ако ги набљудувате и бебињата, ќе забележите насмевката на секој неколку секунди кај нив. Инаку, еве што најдов јас, вели, истражувањата покажува дека смењето и хуморот може да помогнат во намалување на чувство на анксиозност и стрес. Така е. Особено ќе го посвети честита Радмила, бидејќи ги активираат позитивните емоции, а истовремено вршат на некој начин поттик на реакцијата на стрес, односно намалување. Потоа, смењето може да ја поттикне дилатацијата на крвните садови, да ја подобри циркулацијата, замислете. Некои студии покажува дека зголемено ниво на одредени маркери на имунолошкиот систем, што сугерира, еве да речеме IgA, вака медицински кажано, дека смењето би можело да го зајакне имунолошкиот одговор, иако резултатите се различни во зависност од самата методологија. Како и да е, во секој дел од нашето секојдневие, кога гледаме насмевка кај човек, дури аурата се менува кај секој од нас. Така е. Еве, мене ме подсетивте на јас кога бев дете, а и сега како возрастна, многу сакам да се смеам и често го користам хуморот и меѓутоа го користам хуморот во даден ситуацијски сетинг, дали со моите деца или самата на себе си се смеам понекогаш кога се фаќам во некакви, како да кажам, ситуации во кои што нема излез. Небрано. Небрано, да, кога ќе се фатам во некои, како да кажам, стереотипни однесувања, кои што нели многу пати сум сакала да ги променам и хуморот ми помага малку дури да сакаш самата да се шамараш. замисла.
Да, но со многу предпазливост и доза, затоа што знаем и самите дека тој хумор кој што е, нели, хуморот знае да биде многу хранителен, но во исто време знае и да не деградира, доколку, нели, тоа е единствениот начин со кој што ние се поврзуваме со другиот. А она што сакав за децава да го кажам, многу е битно како се возрастните околу децата. Детето може да се смее заради тоа што сака да привлече внимание, заради тоа што сака да го расположи депресивниот возрасен. Например, јас сум дете кое што е израснато во една подепресивна средина и некако хуморот го користев до ниво на некој ентертейнинг, знаете, како джокерство, за да ја покренам атмосферата, затоа што секој дете сака да живее во една повесела атмосфера, наместо да живее во една поудавена, постегната, порестриктивна, ригидна атмосфера. А од друга страна и хуморот може да биде релацијски, значи на некој начин да гради многу значајна врска помеѓу децата и родителите. Секако доколку и родителите стапат во контакт со собствените капацитети. Значи, кога зборуваме за хумор, зборуваме за една способност. Значи, за една вештина така е една способност, вештина, која што ние ја имаме на располагање со цел да ги донесеме секојдневните работи на еден поинаков начин, да си играме на еден по-плейфул игрив начин, да си играме со абсурдноста на ситуацијата, со тоа необичноста. Понекогаш се користи како копинг механизам, или за да разводни некаква тензична ситуација. Се разбира, секогаш треба да е дозирано. Треба да знаеме дали се криеме позади хуморот или го користиме за да некако се поврземе. Затоа го викаат дека е еден вид на социјално лепило. Со хуморот ние се поврзуваме многу повеќе со другите. Представуваме магнет за оние кои што сакаат некако да се насмеат или кои што сакаат да бидат обкружени во луѓе кои што имаат смисла за хумор, како велиме, но никако да не се забравиме себе си што нам ни е смешно и зошто ние тоа го правиме. И верувам тоа нижо е случај кај тебе, покрај тоа што ја смееш публиката, сакаш да се насмееш и претпоставувам дека тоа тргнува пред се и од самиот себе, тргнуваш или од самиот ти, но кога всушност ти дозна дека смејата е лек, не само за публиката или ефектот кој што го гледаш кај нив од твоите шеги или од она кој што е дел од темата на стендапот, туку и лично како ефект врз твојата волосостојба? Од кога дознав? Не знам, од секогаш сум сакал да се смеам, да речеме и, не знам, и во фамилијата сум важел за некој што, пример, на маса ќе ги насмее сите, не знам, ми се хуморот на моја сметка највише го обожавам и на сметка на сите околу мене. Бидејќи знаеш како викаат, оно што го прифаќа хуморот на своја сметка ќе знае да се шегува и за други работи, да речеме. Така е. Тоа малку и фали кај нас, да речеме, да се шегуваме на наша сметка, да не се навредиме. Некако веднаш знаеш да процениш дека ако знаеш да се смееш и да направиш гротеска од себе си, односно да бидеш джокерот, станува збор за човек кој што практично и да го нема егото. Или го губиш егото во тој момент? Па нема место за его, мислам дека посебно да речеме и во стендапот и во сите тие наши активности. Затоа не знам, сакам не само смеење, сакам секогаш околу мене да сум окружен со позитивна енергија, бидејќи знаеш како викаат она што нели се збори покажи ми го друштвото, ќе ти покажам каква ти е иднината. Бидејќи позитивни луѓе, насмеани луѓе, не може секогаш да ни е насмеана атмосферата и позитивна, меѓутоа ако во поголемиот дел од денот сме окружени со позитивни луѓе, позитивна атмосфера, хуморот си доаѓа нели следствено само по себе и имаме сигурно загарантирано и убава иднина. Така да јас, не знам, од секогаш сум сакал да се смеам, во фамилија исто сум важел за некој што цело време ги смеел сите. Затоа и неколку пати кажувам, цел живот слушам дома, гутна факултетот, гутна, бидејќи имам завршено правен факултет. А сте забележале дека кога си правите шеги на своја сметка, веднаш станувате кревок и многу достапен за публиката, за луѓето околу себе, бидејќи ги покажувате своите, ги покажувате своите доблести, мани во исто време и луѓето знаат да си кажат ова е питомост, така човекот што сакам да ја видам. И тоа е многу битно колку ние свесно го прикажуваме тоа. Например, она што го каже и Ниџо, е многу битно дека у суштина треба да си спремен да ја представиш и покаже својата ранливост, заради тоа што кога ние покажуваме ранливоста на тој хумористичен, смешен начин, абсурден понекогаш,
треба помалку може другите да не повредат. Нели, ако јас ги признаам моите однесувања, веќе ги прифаќам во својата свесност, некако играм со нив, и работите се одмрзнуваат, не стануваат толку многу сериозни, како например ова мојава професија која ќе помисла на неа толку сериозно делува, нели, и често пати знам и да си правам смешки на страна на мојава професија, колку озбилна, колку она е херојска, колку помага на другите, а на самата себе си најмалку си помагам, така да често пати си се смеам на тој начин и на тој начин ги прифаќам аспектите кои што можеби очекувам другите повеќе да ги прифатат и тука секогаш е потешко. Дали е тоа алатка која што некој пат ја употребуваш? Ајде кај Ниџо да речеме тоа е некоја ајде не би рекол тенденција, меѓутоа кај него тоа е формата на изразување со публиката. Јас би рекол некој пат кога ми се случува на сцена, нели пред голем аудиториум, еве зборам од оваа перспектива, секој пат гледам да најдам нешто на кое што не сум доволно добар, за да веднаш се поврзам публиката и да се насме на некој начин. Не знам како пред извесен период ми ставија 3 типа на микрофони, нито еден не работеше, на крај реков ќе се земам јас мегафон следен пат, викам тоа ќе биде, викам четвртата опција. Ако не викам тогаш не сум за слушање, веројатно викам ќе треба да ја напуштите салата. И веднаш правите нешто каде што нели публиката ќе се насме, ќе се обидувате. Ќе нема непријатна ситуација. Како кај тебе има луѓе кои што се резигнирани, формални, стегнати во зависност од професијата, многу се идентификуваме некој под се професијата. И сега вештината и во самиот пристап. И сега како психолог, психотерапевт, они велат дека сега идам на психолог, ја морам да бидам нели стегнат, ќе ме оцени, ќе ме анализира Радмила и така натаму. Дали имаш тука една ранливост која што покажаш, да речеме кај такви клиенти? Јас генерално многу сакам хуморот, дури како на ниво на тераписка интервенција. Често го користам со моите клиенти, но не секој клиент е спремен, нели, да го прими хуморот на начин или да го донесе собствениот хумор, затоа што станува нешто што е многу ранливо во исто време, бидејќи многу пати кога некој се обидел да се насмее, бил осуетен и бил исмеван заради некои работи, луѓето често пати хуморот го мешаат со исмевање, а и често пати знаеме дека и хуморот знае да премине одредена граница, така да биде еден вид на агресија. И многу од клиентите кои доаѓаат, уствари се, кажем, исмејувани на начин на кој што биле повредувани. И така да тој чист хумор, мислам, за кој што јас и Ниџо зборуваме, оној хумор кој што ги не поврзува со другите или ги олеснува ситуацијата, околностите, не можат да го доживеат на начин на кој што можеби треба да го доживеат. И често пати многу работа ми на тоа ослободување, нели, едноставно да го кажат она што им лежи на срце, многу и смешно, чудно и гротескно да биде, за да видат дека, мислам, не го наоѓам необично, смешно и во таа насока, смешно како нешто што е деградирачки смешно, не нешто кое што е повеќе мотивирачки, пошто хуморот знае да биде многу. А имам некои клиенти со кои што ние правиме, Ниџо е во стендап, ние правиме таква сесија во која што ние зборуваме со една од клиентките, зборувајќи за женски теми, зборувавме дека ние сме како во ова комичното шоу помеѓу две грмушки, например, ама не помеѓу два папрата, туку помеѓу две грмушки, пошто нели ние жениве сме поврзани со грмушката. И во таа насока тој хумор овозможува посилен бондинг на едно подруго хумано ниво, во кој што нема толку многу кој е сега инфериорниот, кој е што ги има, оној што ги има решенијата, мене многу ми помага. Јас дури во нашата едукацијска програма поканивме и терапевт кој што е специјализиран во таа област, да ги запознае терапевтите, пошто работиме и со терапевти во едукација, дека треба да го користат повеќе хуморот во нивната тераписка пракса. Првенствено за себе. Пошто ќе видите тоа, ние сме многу сериозна фела, што зборуваме за мака, за страдање и имаме ограничување како ние да пристапиме на страдањето и маката на другите од еден
интересен начин, поигрив, по-хумористичен. И то не збориме за некоја јавна сцена, збориме за најнормално човечки релации. Иако смењето е нешто кое што ни е дадено од Бога и го имаме природно и апсолутно треба да ни е често во секојдневието, сепак како велиме во денешно време е многу тешко хуморот да го најдеш или да го истакнеш во секојдневните предизвици, особено оние на кои што тоа меѓу другото им е работа, да речеме оние кои што се актери во комедии, театарски представи, стендап комичарите, кои што мене лично секогаш ме фасцинирали и на било кој стендап да сум присуствувала, велам дека тоа е една огромен талент и умешност да ја насмееш искрено публиката, а истовремено да се чувствува таа енергија заради тоа што верувам дека и кај вас, кај тебе Ниџо и кај твоите колеги не е секогаш не ви е секогаш до смеење, имаме денови кога ете така едноставно не ни се смее или пак треба да го најдеме хуморот, да бидеме доволно инспиративни и да ги насмееме другите. Од лично искуство, колку си имал такви ситуации каде што тебе не ти до смеење, треба да ги насмееш другите и дури тогаш кога очекуваат они да се насмеат и исто така и кога тебе пак во најтешки моменти често знае да ти помогне хуморот. Види, па во поглед на стендапот, знаеш како вечерта, пример, пред настап, знаеш дека идеш со таа цел, дека можеш да ги насмееш, дека, пример, 150-200 луѓе купиле карта за тебе да те видат. И сега, не дека не ми е до смење, меѓутоа тука има еден психолошки товар, кај што колку и да си искусен во тоа, еден голем Сашко Коцев ќе го спомнам, па ден денес кажува колку е, знаеш, тешко да искочиш ти пред толку луѓе и да ги насмееш. Да. Така да може би малку тој момент психолошкиот товар, знаеш, да искочиш па се прашуваш како ќе биде, бидејќи види може да имаш многу добар материјал и многу совршен материјал, меѓутоа многу е битно начинот на кој што ќе го пренесеш. Да речеме ја мојот прв стендап, не знам, го правев во кафич со 90 најблиски луѓе. И сега тоа се смеам и ден денес. Може, знаеш, по дефолт се смееле, дека може не е ни смешно, да. Меѓутоа, кога го имав оној баш прв голем стендап, да речеме, тогаш го имав тој психолошки товар, кај што се прашував како ќе биде, не знам, 150 карти пуштивме, меѓутоа 200 купија, па многу народ, па викам ова ми е, не знам, као некој крштевање, да речеме, или ќе биде или нема да биде. Меѓутоа, знаеш како мораш вечерта да влезеш во филм, дека си дојден таму да се поврзаш со публиката, посебно таа вечер имаше прекрасна енергија и фидбек од публиката и вечерта траеше 2,5 часа. Да, и тоа е всушност што билиш најважно, да. Многу, да. 2,5 часа траеше цела вечер, што беше све убаво, све беше совршено. Сега нормално дека ќе има моменти кај што, како што кажа, не ти е до смеење, меѓутоа, знаеш, не е истата енергија која што била на претходниот стендап. Те понесува по таа. Како што била на претходниот стендап и слично, пардон. Мене, лично мене, не знам, цел живот ми помага смеењето. Буквално, дали е тешка ситуација дома, дали на работа, секогаш сум гледал да го извадам на смешното, меѓутоа, нели да не биде и навредливо и да не ги помине границите, нели на Оно што го споменавте конкретно за актерите, пред некој период бидејќи Госпоѓа Даутфајр филмот, ако ви текнува, нели, и нешто големата холивудска актерка Сели Филд зборуваше за Роби Вилијамс, за големи актерски имиња, да речеме како што се тој за жал, нели, кој што почина Джим Кери, Стив Мартин, не знам, Адам Сандлер и уште многу други кои што велат дека некој пат бидејќи, како што вели Радмила, некогаш и растењето во една попасивна заедница, меланхолична атмосфера, домашна и така натаму, на некој начин тие самите успеале токму преку комичниот начин, гледањето на таков начин, од такви примери што ги имале во најблиското окружување да станат и најдобрите комичари во светот. И денеска да бидат и некој пат вела дека искриената болка што ја чувствуваме треба да ја направиме нека трансформација и манифестација на некој начин. Еве ќе ја поздравам мојата мајка. Не знам дали ќе се служи само што ќе го кажам, меѓутоа многу често во минатото знаела на погребни церемонии кога имала нели вели јас од најрадски кажам, од чиста мира вика знае да се насмеам вика и да потикнам смеа вика на ден кога нели обично го испраќате починатиот. Се случува. Меѓутоа на крај потоа ќе дојде ќе заблагодаря таа не дека тенденциозно го направила тоа. На мене ми си го помна моментот колку пати се случило неизе баш на вакви да речеме нели церемонии да Па кога ќе ти кажат биди сериозен и на мало дете кога ќе му кажат не се смеј, биди сериозен, ти иде едноставно. Кажи му насмеј се, смеј се, прави што ќе прави, повеќе ќе се регулираат отколку ако му наметнуваш некои работи.
Јас дома исто ме потсети, стендап си правам со децава, стендап. Се занимавам со деца, играм различни улоги. Да. Например, најголем ефект ми има кога детето ми се лути за нешто и јас влегувам во таа улога и уствари одигрувам онаа улога од која што е повредено, навредено, се лути и слично и веднаш, посебно она што е испроектирано кон мене, ти си ваква, онаква, таква, нели нормално. И јас влегувам во таа улога, да, јас сум таквата, онаквата, нели и слично и тоа предизвикува една смеа, затоа што си играме со проекцијата, со она што другите го проектираат врз нас. Или како кога се смеам, например, со тенденцијата да зимам повеќе, да носам повеќе со себе отколку што треба да носам повеќе со себе и баш пред некој ден сега цело време, децава им викаат, цело време замислувам како една рака на комшија некој ќе дојде, ќе отвори, викам вратата и јас ќе можам да влезам без да го пуштам товорот. И да, се појави една рака. И да, мамо, каква рака се појави? Мојата, Керко, мојата рака се појави и тука се почнавме да се смееме, затоа што собствената рака и собствената помош ти е најбитната. Но интересно е дека тоа се носи на и сторителингот е дел од таа билдање на таа тензија позитивна во која што ти очекуваш дека нешто ќе експлодира и она што експлодира е најчесто смеата. Нели, не експлодира агресија, тука експлодира смеа, затоа што сите ние билдаме некаква тензија во нас. Како ќе експлодира таа тензија? Нели, многу зависи каде ќе ја насочиме, дали ќе експлодира во викање, дерење или ќе експлодира во некоја смешка, некоја гротескна ситуација, апсурдна, зависи од нас. Исто и со партнерите. Партнерите кои што имаат тенденција повеќе да се смеат, остануваат подолго време заедно. Пошто на крајот од денот ти останува да се смееш на глупостите, сериозноста која што многу сме сериозни родители, нели се грижиме за се и свашта и уствари тоа станува моментна, како да кажам, да го истресеш тој стрес од секојдневното функционирање. Да, и на најдобар можен начин, преку хуморот и смејата. И повторно од психолошки аспект интересно би било да ако позборуваме за пронаоѓањето на сопствените граници, колку знаеме да се шегуваме, како се шегуваме и колку чисто на кој начин го прифаќаме хуморот. Обично се додаваат различни етикети или да речеме карактерни особини на луѓе кои преферираат, да речеме, поразличен, почуден хумор, па тоа е таков или ваков. Саркастичен, циничен. Јас не знам многу да се смеам на хуморот. Обично мене, пример, нели, кој ќе рече некој стендапите не ми се интересни, па што е тоа шегили се или така. Значи има различни примери, нормално секој има различни граници на тоа колку има што се смее, но колку психологијата тоа го третира во смисла на тоа што значи ако човек сака го бара хуморот и повеќе се смее и противно оној кој што се помалку некако тоа го практикува. Па тоа различно од со хуморот се раѓаме, така? Па не знам баш, мислам дека хуморот има социјална функција и многу зависи, се раѓаме со емоцијата на радост, нели, на задоволство, на насмевка, таа релатски капацитет да се поврзиме со другите, а хуморот си доаѓа како реакција од околината која што ме обкружува. Кажав, постојат две опции. Едната опција е, нели, да се трудиме со хуморот или со насмевката и со рад да привлечеме внимание на некој кој што воопшто не е респонзивен, значи не одговара никако, а другиот начин е да у суштина сватиме дека тоа е награда, дека тоа во односот е награда, кој ќе не погледа некој родител, што кога сме мали ќе ни се насмее, ќе не заголицка, ќе си игра со нашите ножиња, рачиња, тоа ствара некаква радост, некаква опуштеност. И тогаш хуморот, нели, нормално, природно си тече во односот и во релацијата. Значи хуморот ги користи сите наши капацитети да се поврземе со другите. Нашите емоции на поврзување, нели, како што рековте, придонесува да се лачат позитивните хормони на среќата, на поврзувањето, и во таа насока, нели, многу зависи како тој кој што забранува, си го забранува хуморот или не сака да биде дел од нешто такво, како тој, нели, се третира себе си, бил третиран во неговиот живот, дали тоа за него, можеби тоа за него е ограничување за да може да не зборува за некои работи кои го повредуваат. Баш апропо таа ранливост, пошто ние кога сме во контакт со хуморот, еве и Ниџо и јас донесовме дека и двајцата, у суштина, зборуваме за себе си, користиме таа ранливост.
таа проекција која што од на пример моите деца кои што не на секој би му се допаднало нели да се види така како некој кој што нели прави грешки, па нели прифаќање на тоа дека јас правам грешки, нагласување некој или на амплификација на некои тие карактеристики мои за да предизвикам некаква реакција поинаква, нели не само лутење, викање, повреда и слично. Така да се зависи од животот на тој поединец. Го гледавме баш мистер Скрудж пред некое време. Каква метафора е тоа? Значи, филм. просто гледаме како е баш супер филм затоа што гледаме колку суштина тој што себе си го одземал хуморот, колку ствари посиромашен живот живее. Значи се одзима нешто кое што може многу да го храни, да го... Мистер Скрудж, кој што потем го екранизира Джим Кери, чинам дека нели во филмот, а и Гринч го препорачуваат нели во овој период, баш нели кога преку смеење љубов срцето расте. И не е издувен вентил всушност токму тоа, но Марко ги спомена оние големи познати глумци кои дел од нив за жал и не се живи, поточно не се заедно со нас и не можеме да се радуваме на некои следни нови изданија или филмови, но за среќа има нови генерации. Во контекст на тоа, дали луѓето кои што најмногу ја смеат публиката се можеби најтажните личности, дел од нив оние кои што сами си го одзима животот, да. Дали е тоа мит или вистина? Или повторно се враќаме на индивидуалност? Иако ги има повеќе. Конкретно кај тие случаи најверојатно е вистина, бидејќи не знам, она што доаѓа од мене и тој хумор и смеа, тоа е најискрено, не ми е некој одбранбен механизам или не знам дека јас растам од некоја тажна средина или имам некои проблеми, па сега со ова се зацкривам. Мислам, буквално онака среќен сум, не сум тажен сега во моментот. Не компензираш со хуморот. Не ми се случува ништо тажно, не знам, во животот, па сега ова ми е некое бегање, не знам, од реалноста и слично. Меѓутоа, тоа се веќе големи имиња кај што, знаеш како, они, не знам, може имале среќен живот, меѓутоа славата, парите, знаеш, гледам јас не знам, посебно последнава година, јас никад не сум искусил, не знам, мене луѓе по маркети да ме застануваат, по бензински да ме сликаат и слично. Мислам, се е тоа убаво, окей, кој ќе те поздрават луѓето, меѓутоа тоа се големи звезди кои они не можат да имаат нормален живот. Замислете како ние што го имаме, да отидеш до продавница, да однесеш дете до градинка и слично. Па мислам дека тој притисок уствари има негативно влијање врз нив, кај што веќе нели паднале во една депресија. Па не само оне, го зијам и DJ Авици, беше млад дечко што го освои светот на неполни 22 години. За не повеќе од 6-7 години и он веќе од тука најверојатно сватил дека нема кадеш, нема што повеќе да освои. Милион причини, да. Ниџо, го спомена ти нашиот Сашко Коцев, да речеме, нели твој колега кој што долги години нели дел од и актерската и филмската екипа. Се сеќавам минатата година на стендап кога Телма нели беше во Македонскиот народен театар, нема да го заборам моментот. Имаше, да речеме, публика од 500 луѓе и беше смешно како, не знам дали беше дел од сценариото, меѓутоа мислам дека беше тоа на природно нешто кое што му дојде, вели на негде 40 минути после представата морам да ја прекинам, вели представата, вика има едни 20-тројца, вика тука ме гледаат толку, вика ням ќоресто, вика не знам што да направам, вели како да ги насмеам овие 20 луѓе така натаму. Што се случува? Тој нели тоа го направи како еден символичен момент, не ги посочи, ама сите други се насмеавме. И повторно како шега, повторно до крајот да знаете само на крај пред да ја завршам, вика оваа стендап комедија, вика не ги насмеав луѓе. Ајде, вика следен пат ќе се обидам, вика нешто да направам ново. Што се случува кога што вели Ивана, некој пат ќе дојде човек кој што тенденциозно ќе го натераме, не можеш да го насмееш. И сега да речеме, гледаш ме публика, луѓе кои што нема реакција. Тоа секогаш, пример, не знам, за нас као стендап комичари е добродојдено, бидејќи тука една тежина. Не, напротив, туку ти дава плюс материјал. Знаеш како сега буквално тоа беше на премиерата која имав на кој сум јас стендапот и тоа беше исто хумор на моја сметка, брак, деца, родители и слично. И на крај имав една стаклена кугла стајано која што на влезот имав стајано прашање што ти смета кај партнерот, ама ти е страв да му кажеш бидејќи не знаеш како ќе реагира. И скрос анонимно на крај ги влечевме ливчињата и заедно ги дискутиравме. Тоа беше многу добро. И
страшни проблеми, страшни ситуации, луѓето се отварале буквално, знаеш, онака на крај баш им кажав, јас не сум психолог да ви помогнам, тука многу сериозни проблеми викам сте решувате. И стана баш една жена и вика, а па сега ти вика цел стендап вика не тераш вика да не се зимаме вика, а сега ни викаш да се разведуваме. И викам, се извинувам, викам, господја, стана жената, викам, колку години имате вие? Вика, па 45, вика. Мажена ли сте? Вика, не сум мажена. А предходно, знаеш како се спојуваат коцките, имаше исто еден наш познат инфлуенсер, Стефан Спирковски, сега ќе го поздравам. Него го закачав као цело време става сториња како готви, а уште не е женет. И викам, ете, ако не сте, викам, мажена, имаме тука дечко. И сите почна да се смеат. И беше многу убаво, стварно, затоа викам, таквите луѓе, знаеш, ти дават плюс материјал. Како се нашол символичен начин како да... Да, знаеш, тоа во моментот ти доаѓа, така да... Сега, знаеш, може нешто им се случило, дента, па, ништо не си во главата на луѓето да знаеш што им се случило во моментов, бидејќи кога купуваш карта на стендап идеш да се смееш, не идеш да не се смееш. Сега, посебно Сашко Коцев не може да не е смешно тоа. Да отидеш и да не може да не е смешно. Така е, јас ако може да се надоврзам, се сеќавам дека бев на Сашко Коцев и јас се смеам многу гласно. Си отварам устата и се смеам. Мислам, тоа е смејето. Експресија твоја и така. Да. И една тетка повозрасна пред мене, ќе ве молам, не се смејте толку. И толку се збунив, затоа што чекај сега, кај се наоѓам? Јас се наоѓам на стендап шоу. Луѓето мислат дека се на театарска представа, нели, во која што нели се зборува. Тука сме на комично шоу. На комично шоу треба да се смееш. После се смее, викам ќе најдам друг начин да смеам, ќе му се смеам на партнерот вака во фаца, за да не оди директно во уши, пошто нем ќе ескалира ситуацијава, но мора да признам дека некој кога ќе ти го каже тоа, има еден молк, има една штама, како да те сосекол вака. Да. Цак. Да те сосекол и треба време додека се вратиш назад, да се поврзеш повторно со целта зашто си тука. Иако во однос на ова прашање кој што вие го поставивте, што ако другиот не сака да се смее, нека не се смее. Така, во секој случај треба да се почитува и границата на другиот. Сега не зборувам за комично шоу во кое што си дошол да се насмееш, нормално. Туку зборувам и во секојдневна ситуација. Ако некој не сака да се смее, не сака да се смее. Тоа повеќе, ако сте во битна релација со другиот, тогаш треба да малку намалите, да се повлечете. Не секој во даден момент е спремен да се смее на некакви ваши брилијантни идеи кои што дошле во моментов и нели сега ќе разводнуваме ситуацијата. Не секогаш потребата е таа. Понекогаш смењето е и avoidance, значи избегнување на вистинските теми кои што сакаме да ги разговараме. Значи понекогаш е и тоа. Јас многу сакам да го воспевам и да го величам смењето, но сум сватила дека не секогаш смењето е применливо во секоја ситуација. Многу пати слушам од паровите со кои што работам и тоа најмногу вознемирува кога зборуваат паровите за некоја сериозна тема, дека секојаш еден од партнерите знае да ја исмее темата, да ја тргне на страна, да ја релативизира, да ја нормализира и другиот излегува на крајот како некој кој што нема капацитет да се смее, да се забавува, да му е интересно, така да се користи многу и како инструмент за, како да кажам, за мискомуникација, бегање од сериозните работи, нека тие сериозно треба да ги разговараме, но како да дефлектираме кога треба да зборуваме за одредена тема. Значи, понекогаш е и знак на пасивна агресија, нели, со цел да избегаме од директно соочување со работите, нели, користиме пасивно-агресивен хумор во кој што, нели, другиот ја добива информацијата, се фрустрира, вознемирува, но нема простор во кој што може да ја го кажав само така, па типа, зезанче смешка, не сваќа шала. И ти тука, значи, мора многу да се внимава како се користи. Има дистинкција што вели Никола. Споменавме и тоа. Да, нели, сепак постои некој кој што цинизмот и сарказмот не му е баш така секојдневие и дека низ таков комичен начин. Многу е тешко некои луѓе тоа да го сватат, да. Затоа ме нервираат и мислам ме нервираат. Гледам дека нема многу негативни коментари, да речеме, и на видеата и све, меѓутоа се повтара едни исти луѓе, да речеме 5 до 10 луѓе,
кај што ќе пишат на некој видео и сега како ова да ми е смешно, бидејќи не ја сваќаат позадината и пораката, пример на или сарказмот и во самото Што видео. да кажеме за едни К15 кои што беа една најдобра социјална релаксација, така кои што еве ги имаат јубилеи сега, а да не забораваме колку тие на некој начин ајде беа метафора и смејување на политиката, на спортот, на музиката или било што и на крај Па тоа е еде тоа ги во до ова каде. време, тоа се естествено. Така што верувам дека има скриена порака, меѓутоа знаеш треба да знаеш да ја сватиш, а да не те навреди или слично. Јас пример знам дека има видеа што не се смешни, меѓутоа позадината и начинот на кој што ќе ја прене само е поентата на самото видео. Да. Меѓутоа пак, нели, многу луѓе се не може секој да нормално да му се свиѓа или да го свати како што некој друг ќе го свати тоа, така да тоа е сосема во ред. Да, секогаш постои по некој исклучок и тоа не е никогаш ориентација за тоа дали нешто правиме добро или лошо, односно нели секогаш се забележува според ефектот кој што ги имаме кај публиката, особено за оние кои што го работат тоа. Кон крајот да споменем уште нешто важно, односно најважно, ако зборуваме за свесноста и приоритетите кај секого или во сечи живот, тоа се разбира дека психофизичкото здравје и стабилноста на истото и кога ќе малку повеќе ќе се едуцираме што значи смејата и хуморот и како тоа влие на нашето здравје, и тоа не треба многу, само треба да прочитаме или да прашаме ако сакаме да знаеме, а при тоа и ако искрено и вистински од срце се насмееме, ќе го почувствуваме. Ако зборуваме за добар имунитет, ако зборуваме за намалување на анксиозност и депресија, колку сакаш бенефити. За жал се соочуваме, ако зборуваме за кардиоваскуларни болести, висок притисок и така натака, тоа е нешто кое што како податок и според истражување постои како факт дека може да се реши или барем да се помогне во однос на тие состојби токму преку смејата. И верувам дека и ова од една гледна точка на психолог исто така може да се искоментира колку и на каков начин токму во психофизичкото здравје, во самиот израз кај луѓето, начинот на нивното секојдневно функционирање и полесно поминување на секојдневните предизвици, и тоа помага. Па многу помага едноставно, хуморот е начин полесно да гледаме на работите, да гледаме на работите од поинаква перспектива, да си ја дадеме таа дозвола, да поместиме нашата перспектива и не мора да е само хуморот. Погледнете на ситуацијата од друга перспектива, веќе имате поинаков ефект врз тоа како вие когнитивно го рефреймирате или го гледате на работите. Нели тоа е кога ќе излезете од една кутија, ќе влезете во друга кутија, малку поинаку ги гледате нештата, добивате поголемо искуство, се шири вашиот видик, се менуваат релациите. Значи не толку јас би го поврзала хуморот со некаква леснотија, на пример, затоа што тоа е начин на кој што ние можеме да во исто време да се насмееме на работите кои што ни изгледаат многу тешки, безизлезни и комплицирани. Многу пати хуморот е единствениот начин во кој што можеме да излеземе од една ситуација, затоа што значи дека ние имаме капацитет да ги ставиме ситуациите на еден поинаков начин. Тоа е огромен ментален капацитет. Да, например, столчето го замислуваш на еден друг начин, го ставаш во релација со масата, сега кога ни зборуваат, нели како би изгледал тој хумористичен диалог помеѓу масата и столот, нели? Имаше еден многу интересно тераписко шоу, ја го обожавав, што би рекле столиците на кои што седат терапевтските газови, нели? Што би рекле на терапевтот, на пример? Како они не се почитувани, како никој нив не ги гледа, како цело време го држат тој сериозен товар во нивните раце. Значи, кога ќе се развие тој диалог, сите излегуваме малку од оние ригидни наши начини на размислување. Да, и се смееме, кој што, by the way, е, како да кажем, имаме сега хумор терапија, нели, терапија во која што се индуцира смеење со цел да се ослободи дел од тој стрес, затоа што тоа е движење. Ние во Штип ги викаме тие клештарници, јас сум била еден таков клештарник во кој што се смееш, заразно е, како е друга било која емоција. Например, сега да почне да се смее Ниџо, јас ќе продолжам да се смеам, затоа што тоа е заразно, сите се смееме, домино ефект. Значи, тоа значи дека у суштина ние сме поврзани и на еден поинаков начин. Затоа велиш ти колективната слика на некој начин ни говори, во нашето општество така натаму. Кога сме веќе кај стендап комедијата, тука да го заокружиме, кога можеме да одиме на неочекувано стендап? Некој следно твое шоу. Да, ве чекам на 25 јануари ми е следното шоу.
се вика Јас, тетка Маре и останати македонштини. Значи повторно е хуморот за своја сметка. Тетка Маре, онаа тетка што сите ја имаме нели во населба, која што све знае, све не прашува, буквално енциклопедијата од населба. Како што Кери ја имаат во Америка. Скроз исто. Често нешто така. Скроз Така, исто. локација Нижо? Public Room. Public Room, Значи на 25 јануари во Public Room во колку часот? Во 20 часот. Во 20 часот Е, има причина време до плюс. 25 јануари, Причина плюс. мобилетите Одиме. се трошат, што значи дека оние кои што не следат и кои што се веројатно дел од публиката на твоите стендапи да побрзаат и да Така е. се обезбедат билет да се заврши јануари убаво така како што започна, а ние сакавме да го започнеме или меѓу другото веќе сме скоро до половината на овој месец, но сепак на почетокот на новата година во која што како ќе им порачаме на нашите гледачи малку повеќе смеење, се разбира преиспитување на сопствениот хумор, колку сакаме да се смееме и колку сакаме да ги насмееме другите и сето тоа на една здрава основа за која што денеска зборувавме, а јас верувам дека дел од публиката за онаа ригидност која што ја спомена и Радмила ќе излезе малку од тоа и некако можеби повеќе ќе си ги продолжи границите на тоа колку навистина всушност треба и зашто треба да се смееме. Еве нека си дадат можност да отидат на неговото шоу. Јас би отишла, секако, секогаш е потребно нешто повеќе и нека тргнат од таму. Мислам, не мора целосно да им се допаѓа сето тоа, нека пробаат, нека си дадат простор, можност, не мора да се форсираат, не мора сите да бидеме екстра хумористични, многу смешни, забавни, нека се опкружат, како што рече Нижо, со луѓе кои што некако го поттикнуваат најдоброто во нив. И ќе стигнат таму. На крај да си го најдеме хуморот кој што не смее. Па потоа еве нека биде може и почетна станица и Нижо 25. Да. Убаво се позборувавме, се насмеавме. Баш ни беше драго ака. Ја почнавме годината со вас. Верувам да и за нашите гледачи и оние кои што се на фреквенција на Тилма, ми се потврдува вистинскиот избор што го направивме со оваа тема. Благодариме многу за времето за гостување. Фала ви на Фала ви на вас. Многу успех сега во својата кариера и се разбира на до следно видување или до наша следна соодветна тема.